Makedonski koreni. 356. godina pred Hristosa, Filip Tori, Olimpija, princov svoj godobija, pela carska ta prestolnina, naša ta makedonska, beše cela noć. Makedonski koreni. Do sna, do nebesa, od Egipta i Persija, dolu sve do Indija, pred Falangata, makedonska, stite se pokorija, od Egipta i Persija, Makedonski koreni. sve do Indija, pred Falangata, makedonska, stite se pokorija. Makedonski koreni. Добра вечер и добро утро, почитувани на оваа емисија од Македонски корени. Велам македонски, никогаш северни, овде во Сиднеј. Срдечен поздрав и убаво расположение на сите што го делите оваа болно време за нас, со Јони Бети Треновски. Тука сме за заедничка радиосредба, тука сме се до 20 часот на 88.1 FM и сега не слушате директно од студијава во Барвуд, Нов Јужен Велс. Скршени сме во оваа време, почитувани, како и сите македонци кои навистина си ја сакаат сопствената ни држава Македонија. После толку пазарања, по геомити финални натегања со цел за двотретинско мнозинство помеѓу Заев и Касами од Беса, ни ја раскина и ни ја унаказија Република Македонија. Ја раскина утробата на татковината со завршната трета и финална фаза со менување на македонскиот устав, се смени уставното ни име на државата, се смени и преамбулата со бришење на манифестот на Асном и се вметна Охридскиот договор. Како диаспора се наброени сите етнички заедници, а Косово се вброи како еден од 5 соседи на Република Северна Македонија. Тој грчки договор и условувањата од албанците во Македонија ставија крај барем засега на унитарноста на Република Македонија. Македонија трпи велепредавство и самоуништување од неколкумина изродници на сопствената си земја. За да се подобри животот во Македонија, не очекувајте. Немајте надеж ни за патот до Европската Унија. Се уште ке е многу долг со исполнувањата на реформите што ги бараат од нас. За членството таму и со разнебитување на Македонија не постои гаранција. Доправа сето ова треба да помине и во грчкото собрание, а знаеме од таму веќе се изјаснија дека без подпис од председателот доктор Ѓорѓе Иванов нема да го прифатат ратификувањето на договорот. Протоколот за НАТО пак ќе бидел ратификуван подоцна од технички причини, велат во Грција. Овде, на македонски корени, покрај редовните прилози, почитувани, вечерва е и очекуваното учество во емисијава на професорката по уставно право при правниот факултет Јустинијан I во Скопје, доктор Тања Каракамишева Јовановска. Доктор Каракамишева ќе ни ја разјасни нејзината иницијатива и веќе спремна семакедонска тужба против власта, против овие пратеници кои по секоја цена уценети, подкупени и желни за позиции го променаа уставното име на државата. Во време на незаконското, неуставното и предавничкото гласање кое мина сношти во Македонското собрание, имавме договорено да поразговараме и со координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, пратеникот Никола Мицевски. Тој вели дека е скршен поради случајот и
Обеќа друга прилика за учество во македонски корени. Верувам учеството на професорката доктор Каракамишева ќе го задржи вашето внимание и ќе ве потикне и вие да сте дел од тужбата за велепредавството кое иако беше на подолго време, сега е горко чувство помеѓу нас македонците кога ни се фалсификува историјата на Македонија, кога на своја кожа ја чувствуваме сета неправда, абсурдност и идиотизам. Понижување, омаловажување на Македонија и македонскиот народ, омаловажување на неговите исконски права, јазик, идентитет и собствена држава. Вечерва на македонски корени секако ќе ви понудиме убав избор на песни и ора, песни во кои ни е опеа на Македонија, почитувани, со желба да ни ја ублажат тагата и исполнат поубаво расположение, поубави чувства кај сите почитувани. И со цврста мисла и сплотеност да успееме во намерите на доктор Каракамишева, која вели: македонци, битката само што почна, со позитивна мисла и само напред. Ќе обстоиме, ќе ја вратиме државата на вистински колосек. Македонија вечна, вели таа, велиме и ние. Почитувани, останете со нас, останете со македонски корени. Секако не заборавајте можноста за комуникација и следење директно и на Facebook профилот и дружете се со нас. Останете се до 20 часот овде на 88.1 FM и пробајте да уживате. Добра ви вечер и добро утро, добри луѓе, без разлика каде и да сте. На здравје нека ви биде напитокот кој што го пиете во овие моменти или пак можеби веќе го испевте. Облажете вашата душа од огорченоста која што ви ја приредија, не други него оние кои што дел од вас ги избравте. Ево вака сега плодовите сами ќе ги збираме, нажалост она народна поговорка македонска покрај сувото и суровото гори. Меѓутоа било како и да е, треба да се бориме до крај. Впрочем и надежта умира последна. Има се уште искра надеж, се уште не е ставен подписот на председателот на овој или пак на идниот. Затоа во главата кого ќе избереме за следен председател, следен татко на нашата држава. Денешната програма ќе биде преокупирана со патриотски песни кои што сега во моментот може би се најпотребни за да се подигне моралот на секој од нас, без разлика каде и да живееме. Така, останете со нас, останете исполнети со убава мисла, почитувани. Одлуката на 81-ниот пратеник кој дозволија да ни се случи ова не е одлука на сите нас македонците по белиот свет и на мнозинството во Македонија. Затоа сплотени и упорни во намерите за враќање на Македонија на вистинскиот пат. Сега најмногу сме потребни за да ни опстои Македонија, за која минатите генерации ни оставиле завет да ја чуваме суверена, да ја браниме од предавствата, а не да крениме раце и дозволиме неколкумина за нивни цели да ни ја кројат судбината. Да ни е убава вечерта и да ви е убав денот на сите со емисијава на македонски корени, почитувани, без разлика каде и да сте. Ќе ве поздравиме со песната Македонија не ја даваме и Јордан Митев. Македонија не те даваме, ќе се бориме да обстоиме, да ни обстои јазикот. Јазикот на еден народ е неговото духовно богатство и наследство. Јазикот ни е нашата убава Македонија. Јазикот наш македонски е нашата Македонија. Да си го сочуваме, ама си велиме како кога посилни се предавниците од собствениците. Само така практиката покажала, почитувани, обстојување на еден народ, на една фамилија, на една земја. Впрочем, и ние, како и сите други, имаме право на самоопределување и слобода. Уживајте! Da imam
sila nebesna. Pada viknam silno najsilno, da go čuje svetot počuje. Glasot nam Makedonside, da go čuje svetot počuje. Plačot nam Makedonside, dosta beše ostavedene, ušte kolku će ne telite, zarem tolku sme mi zgrešile, za pepel da ne pravite. Zarem nije pravo nema me, zarem samo pijem u mjeste. Narode makedonski, barem jednaš pobediri se. Mnogo životi me zadolžile, Makedonija da ja čuvam me. Narode makedonski, ista krv i vera nije sve. Bratski zajedno da si kažeme, Makedonija ne atavame. Да, Македонија не ја даваме, меѓутоа ето пробува да ни ја земаат, односно да ни ја одвојат од нас, и тоа сопствениот наш македонски човек. Кој друг, ако не најголемата патња низ вековите, го доживува македонецот од својот македонски народ. Македонскиот човек кој што го донесува сосила да биде председател на влада, успеа за помалку од 2 години да продаде се што е македонско. Дай ни сила да им простиме, дай ни сила да се сплотиме, бар за едно да се сложиме. Кој да е напред нека е, Македонија на македонците. Народе македонски, барем еднаш победили се. Многу животи ме задолжиле, Македонија да ја чуваме. Народе македонски, иста крв и вера ние сме. Братски заедно да си кажем,
ни сила, Боже, да и простиме, дај ни сила да се сплотиме, барем за едно да се сложиме. Вели Јордан Митаев, велиме и сите ние почитувани. Вие сте со македонски корени на 88.1 FM, со вас Јони Бети Треновски, се до 20 часот. И само подсетување дека во 19 часот ќе имаме разговор со доктор Тања Каракамишева, професор по уставно право на Устинијан први факултетот во Скопје. Останете со нас, почитувани, останете со македонски корени се до 20 часот. Наскоро ќе го проследите интервјуто со професорката по уставно право на правниот факултет Јустинијан први во Скопје и член на Венецијанската комисија доктор Тања Каракамишева Јовановска. Да се подсетиме, доктор Каракамишева е член на стручната комисија, стручното тело кое делува и дава одредени анализи и совети на опозицијата. Ке си земам право да ве подсетам и на едно неизино кажано за околу реакцијата како професионалец околу правото и гласањето за уставните измени. Таа рече, граѓаните се суверени во македонската држава и тие си го кажаа своето на 8 септември 1991 и на 30 септември 2018 година. Секој пратеник што ќе оди контра одлуката на својот суверен е велепредавник. Нема криење позади слободното одлучување. Овој пат државата и иднината се во прашање. Немате мандат да гласате за името. Токму околу сношното гласање и одлуката на собранието за велепредавството на Македонија, невалидноста по законите на правото и со крајното оружје на тужба против тие што гласаа, се со цел да се укини и поништи таквата невалидна одлука, вечерва ќе чуеме поопширно од доктор Каракамишева овде преку 88.1 FM во Сиднеј. Останете со нас, ви посакуваме убаво расположение со македонски корени на сите вас што сте со нас, почитувани и го делите оваа време со нас. Господе, во 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда Твои неополени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во Светото писмо е запишана и од која сиот свет и неверниците се плашат. Јас, Александар III Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината, за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица. Очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете дома сум. За вистина на цел свет предочи дома сум. Во Македонија, каде Светото писмо за прв пат се отвори и вистината белден виде. На апостолот Павле, насоне му се појавив и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа
на коринтијаните им рече: љубете го Бога, колку што го љубат македонците. Само одродените неа љубат, бегаат од неа, се срамат и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочувам. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осанува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонијо, те сакаме, татковино. часот и 25 минути македонски корени, се до 20 часот со вас и они Бети Треновски. Многу мина, почитувани слушатели, сигурно веќе ги слушате и ги гледате и читате преку социјалните мрежи дека пред време се откажа. Пред време мислат дека ова е погребот, денес е погребот на Македонија. Јас се уште имам искра надеж дека тоа нема да се случи, затоа што, како што и на почетокот најавивме, дека Грција прати Абер, дека доколку ова одлука која што 81 пратеник ја изгласа во законодавниот дом во Република Македонија, доколку председателот на државата не го стави својот подпис, таквиот ратификување, односно таквата промена на уставот е невалидна и неважечка. Дали тоа ќе се случи, останува да видиме. И уште еднаш покана сите вас, која ќе дојдат председателските избори, доколку ги има, треба добро да размислиме кого ќе го поставиме за татко на нацијата. Инаку, јас поставив едно прашање преку социјалната мрежа Facebook, да доколку има некој од вас да сака да каже што мислите кој е виновен за сето ова. Јас ќе кажам прво дека вината, тоа е мој личен став, дека вината јас носиме помалку сите, меѓутоа не и подеднакво. Најголема вина сносуваат оние на кои што на изборите во 2016 година му дадоа таква подршка на Зоран Заев да се приближи до бројката на пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и со тоа пропадна шансите ВМРО-ДПМНЕ да оформи влада. Тука е првата грешка што нашиот македонски народ несвесно или прелаган го стави својот печат на погребот на Македонија. Втората вина јас носи наметнатиот ни премиер Зоран Заев, кој што и покрај тоа што кажуваше дека уставот ни е добар, дека нема да го промени, дека нема да го менува се додека дише македонски воздух, ето, не успеа, намерата му била друга, односно не намерата, него задачата која што му ја дадоа уште за време додека ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, кога беше повикан на обука во Соединетите Американски држави, тогаш му го дадоа сценариото и тој тоа сценарио и го спроведува. Третата вина, или понатака вината, ја носуваат и сите лидери на опозиционите политички партии. Вие добро знаете дека на македонски корени во изминативе 3 месеци ние
работевме на обединување на сите опозициони партии со нивно канење на интервјуа во Македонски корени, каде што од нив секогаш баравме сплотеност и заедно делување на заедничкиот непријател, а тоа е непријателот на цела Македонија, наметнатиот Зоран Заев и владачкото мнозинство СДСМ со нивните коалициони партнери. Трета, понатака вината ја сносат и сите оние кои што беа организатори на протестите. Затоа што ако се организира протести и ако знаеш дека пред време знаеш дека протестот нема да ти биде успешен, јас велам нема да биде успешен, и не е успешен било кој протест ако на него нема 200, 300, 400 или 500 илјади. Дали на почетокот ние баравме од лидерите на опозиционите политички партии и од организаторите на протестите да седнат заедно со најголемата опозициона партија ВМРО ДПМН на заедничка маса и да се договорат. Не може да седнат, не може да се договорат, затоа што лидерот на најголемата опозициона партија сакал тој да биде предводник на тоа тело кое што ќе бойкотира по улиците на Македонија. Тука носи одговорност и лидерот на ВМРО ДПМН, но сносат и одговорност и оние кои што тоа не му го овозможија. Јас лично да бев лидер на некоја од опозиционите партии во Македонија или пак да се јавев како организатор за протести, бойкотирам или пак блокирам, или пак сум, во тој случај, кога веќе имам маша, а машата беше ВМРО ДПМН, ке му ја препуштев организационниот дел да го водат ВМРО ДПМН и сите сложно заедно ке одевме против оваа власт. Ние во минатото говоревме со бројки, нели секогаш на интервјута го кажувавме дајте да зборовиме, да слезиме на земја, да не летаме во облаци и да зборуваме со вистински бројки. Бројката беше од последната бројка од референдумот кога на Социјалдемократскиот сојуз му дадоа 609.000 гласови поддршка. На вистина 1.200.000 не излегоа, меѓутоа тие 1.200.000 се расцепкани помеѓу голем број на политички партии кои што излегоа од ВМРО ДПМН, голем број оние кои што користејќи ја ситуацијата, регистрира нови политички партии и го расцепка македонското гласачко тело, го расцепка народот. Понатака почна да се плукаат по митинзите еден со друг и народот тоа не можеше најверојатно да го проголта и затоа им сврте грб. Меѓутоа не е за оправдување и не го оправдувам и македонскиот народ, македонскиот гласач, без разлика од која ранша доаѓа, дали тоа било да биде политички обоан или пак да биде независно, да нема никакви политички претензии или политичка книжка, не го оправдувам затоа што не застана цврсто во одбрана своето, на најважното, на најмоќното, на најсветото, а тоа е заедничката ни мајка Македонија. Јас сум сигурен дека ако некој посегнеше во неговиот дом да ојде да му украде макар и една лајца, сигурно ќе се спротивставеше на тоа. А вака остава некој друг да му реши. А оној друг што мисле дека ќе му го решат, што ги тапка по рамена, како на пример Бейли, Ханс, Могерини, тие не му е гајле, тие се ги измија рацете и покрај тоа што вршија притисок, ги измија сопствените раце и нормално сега имаат оружје во сопствените раце и велат никој не ви е крив, ние само ви сигуриравме, вие сами си го променивте вашето собствено име и сами се откажавте од историското име, се откажавте од идентитетот ваш македонски, се откажавте од се што е македонско. Така ти е тоа, кога ќе имате други кумови, кои ќе имате кумови поставени од друг, а не собствен кум кој што сам ќе си го најдете и сам ќе си бидете собствен кум на своето си историско име. Во продолжение, ако Бети нема ништо да додаде на ова, може би премногу зборување, Бети може би ќе се надоврзи и понатака, токму тоа кога велам дека лоши кумови, нека оди и песната на Гоце Арнаудов "Лоши кумови".
tebe dušman izmisli, amaneti iseče koren biblijski, pa klica da te uništat, duri i od karta, da te izbrišat, pa klica da te uništat, duri i od karta, da te izbrišat. Kako plevelo da gi isčistiš, Gospod sto nas će izdrži me, a vas preko djavo da me odnese. Gospod sto nas će izdrži me, a vas preko djavo da me odnese. Drevna Makedonijo, knjigi otvori, sve do dalji nauči, tvoj tebi izvini. Večna Makedonijo, ti će postojiš, nema da te prekrsta loši umovi, nema da te prekrsta loši umovi. Имаме, значи, уште сат и 20 минути до крајот на Македонски корени, како што и ви најавивме, а и самите слушате, дека денес македонската програма Македонски корени преовладува со наши родолюбиви патриотски песни. Доколку сте љубители, останете и понатака. Доколку не сте љубители, тогаш друго нема што да речам, него да мислам дека сте во групата на оние кои што сакаат Северна Македонија, оние кои што сакаат туѓ јазик, оние кои што сакаат туѓа музика, а не си ја ценат собствената музика, не си го ценат собствениот си корен. И покрај се, и поздрав и сите нив кои што се осеќаат дека подобро ќе им биде во новата земја Северна Македонија, доколку успеат. Небесни порти се отворија пред нас и Бог го повика мојот народ. Не боите се, чеда, во љубов што ми имате верба. Со вас е сплотена целата вселена. Со црвена боја запишете сега: Македонија е една, Македонија е вечна.
Историјата се пишува со црвена боја. Црвена ко крвта на нашите предци, живот што дале. Слобода сме добиле, со мудрост и визија. Историјата не учи за се што не мачи, со љубов ке победиме. Црвена боја, моја и твоја, боја на Македонија. И златно сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Славоково полите на нашите планини. Црвени кристали од сонцето солзи лежат заспани. И црвени буки по нашите полиња. Шепотат за заветот што сме го дале, вечна да ни биде Македонија. Црвена боја, моја и твоја, боја на Македонија. И златно сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Црвена боја, моја и твоја, боја на Македонија. И златно сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Црвена боја, моја и твоја, Боја на Македонија. и златно сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Црвена боја, моја и твоја, боја на Македонија. И златно сонце на нашто грее, за вечно да ни живее. Вие сте со македонски корени. Чуден народ ќе да сме ние македонците. Кога ја имаме шансата да нешто сочуваме, не сакаме да го сочуваме. Од кога ќе го изгубиме, тогаш трчаме и се буниме зошто тоа сне го изгубиле. Ова ме потсеќа бети кога ние имавме телевизиски емисии во далечната 2005 која година беше, 2006 5 години некаде, бесплатни телевизиски програми преку сателит насекаде зрачеше во Австралија, во Нов Зеланд, преку сателитска програма, преку AMTV, и трошоците ги снесувавме сами. Кога побаравме помош од гледачите, се јавија околу 3000 само, кои што и не беа доволни, а побаравме само $50 од фамилија, доколку сакаат да продолжиме со емитување на телевизиските емисии сателитски AMTV. Навистина, од кога донесавме одлука дека со 3000, а бевме сигурни дека према она што можевме да го следиме од она колку гледачи имавме некаде околу 50,000 гледачи на AMTV во тоа време, 3000 бројката беше незадоволителна и тогаш одлучивме да го прекинеме емитувањето. Кога го прекинавме,
не можевме глава да кренеме од телефонски јавувања, зошто тоа с него прекинале, дека треба да продолжиме и понатака, дека сега ќе плателе. Ето и тука сега повторно и се случува. На протестите вика да се излези, никој не излегуваше. 100, 200, 500, 1000 души не се доволно, и 5000 нека беа, повторно не се доволно. Со 5000 македонци кои што сакаат да го одбранат историското име, не можат тоа да го направат. И тоа негативно се одразува на целокупниот процес. Со една мала бројка му дава сила на режисерот, кој што и го направи ова црно сценарио за Македонија за бришење од картата на светот, да каже дека, ева колку души се само, 5000 на шака на луѓе се против промената на уставното име и другите ги вметнуваат како да се за. Ако беше обратна ситуацијата, кога 1.200.000 не излегоа на гласањето, на референдумот, тогаш истиот режисер сврте дека значи тие кои што не излегоа, не значи дека биле против промената на името. Причина е и студеното време и снегот. Успеа да го скршат духот на македонскиот човек, меѓутоа не и на сите. Верувам дека допрва следат промени, велат дека ништо не е изгубено, дека се ова ќе се врати назад, меѓутоа повторно јас велам дека и да има предвремени парламентарни избори заедно со председателските, тешко ќе биде ВМРО ДПМН сама да се врати на власт. Ќе му треба помош од другите опозициони партии, од партијата Интегра, од партијата Глас за Македонија и од другите опозициони политички партии, доколку сите заеднички се сложат и одат заедно против заедничкиот непријател, можеби треба заедно да наговорат и една од албанските политички партии, колку и да добијат и бадентер внатре, која ќе треба гласање за враќање и промена на нашиот устав, повторно на она каде што порано и беше, се надевам дека ќе успееме. И тоа ако секој сам оди СДСМ и ДУИ и другите албански политички партии ќе владеат со Македонија, со Северна Македонија за секогаш. Останува само да бидеме тероризирани од оваа група на луѓе сега и за секогаш. Меѓутоа велам дека и во самите песни кои што ги слушаме, вела дека го каниме Бога да ни помогне, дојде Бог во Македонија и ни помогна, ајде да видиме Бог дали овој пат ќе ни помогне, тој помага, меѓутоа Бог некаде има запишано. Впрочем, има една стара приказна која што се влечка низ годините, низ вековите кои што помина низ сите времења од генерации на генерации, од баби на пребаби, така да мојата баба ми кажуваше дека за време на потопот на Ное, некој човек кој што бил голем верник, кога фатало потоп, се молел на Бога да го спаси, не излегувал од дома, го чекал Бога. Дошол некој старец со кајче до влезот на вратата и му викат: ајде влези, јас сакам да те спасам, не го чекам Бога. Навистина, ако ние чекаме вистински да го видиме Бог како фигура да ни помогне, во тој случај залудно веруваме во Бога, залудно веруваме во надежта на Бога. Дури на сон потоа му се кажа на човекот дека јас бев Бог, го испратив тој човек во моје име да дојде да ти помогне, и така да наредниот ден повторно старецот ошол со истото кајче, го зел газата од куќата и така го спасил. Затоа треба слога и единство во овие моменти, сите заедно да делуваме, ништо не е изгубено. Да, Македонија е мртва, Македонија е во кома, меѓутоа погребот се уште не е закажан. Се уште е рано за погребот, се уште е рано да палиме свеќа за погребот на нашата заедничка мајка Македонија. Така, почитувани, и доктор Тања Каракамишева повикува за сплотеност и најавената тужба со која
ќе ја тужиме владата на Република Македонија поради геноцидно кршење на нашите лични и неприкосновени права, вели таја. Затоа бидете со нас, наскоро ќе слушнете токму од професорката доктор Каракамишева за околу овие намери, почитувани, што следуваат овде на Македонски корени околу 19 часот. Било се на светот, ама едно не, имета им смета на соседите. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. А и со Господ напред во иднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ќе сочуваме. А и со Господ напред во иднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ќе сочуваме. Ова земја стара библиска, помлада е само од сонцето, кај минале војски царства паѓале, ама македонците останале. Кај минале војски царства паѓале, ама македонците останале. А и со Господ напред во иднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ќе сочуваме. А и со Господ напред во иднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ќе сочуваме. напред во иднината и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ќе сочуваме. А и со Господ напред во иднината и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така
očuvame. 19 časot i 7 minuti vi ste so makedonski koreni, a kako što i vi najavivме почитувани, денес наш, но и ваш гостин по трет пат ќе ни биде доктор Тања Каракамишева, Јовановска, редовен професор на катедрата по уставно право и политички систем на правниот факултет Јустинијан I и член на Венецијанската комисија. Господја Каракамишева, добро ви утро и ви благодариме што по трет пат не удостоивте да ни бидете драг гостин на македонски корени. Добро утро од Македонија, од Скопје. Многу ми е драго сум со вас во емисија, со сите мои драги браќа и сестри македонци кои што живеат надвор од Република Македонија, да им ја честитам новата 2019 година и да им посакам многу успех. Господја Каракамишева, од пред неколку часови имаме и нова ситуација. И пока тоа што потајно знаевме дека тоа ќе се случи, но тргнувајќи од она народната надеж што умира последна, сепак се надевавме дека до ова нема да дојди. 81 пратеник ја прекрстија Македонија во Северна Македонија, а ние за денес со вас бевме договорени да разговараме за нешто друго, но сепак поврзано со Преспанскиот договор и промената на нашето историско име, а зашто вие најавивте тужба против владата поради договорот од Преспа, односно за повреда на правото, за самоопределување, и за таа цел ги повикавте граѓаните да се приклучат кон тужбата. Во денешно ваше гостување сакаме да им објасните на сите оние кои сега во овој момент не слушаат преку радио или преку интернет, но и преку социјалната мрежа Facebook, а и оние кои што покасно ќе можат тоа да го следат. Имајќи ги овие ситуации, две ситуации кои што сакаме да поразговараме, на вас сакам да се одлучите за кое сакате прво да говорите. Дали за ново настанатата ситуација или пак за она за тужбата. Јас можам само да ви сугерирам, бидејќи ова е потазе, може би подобро би било да го поведем разговорот за сето она што се случи минатата ноќ, за да го поврзиме и со она ваша најава за тужба. Па вие самите одлучите. Да, така, значи он мислам дека едното и другото е, би рекла, многу актуелно и е поврзано, и јас се согласувам со вас дека имавме одредена надеж, иако за мене таа беше многу мала, надеж дека сепак македонците, особено оние македонски пратеници кои беа одметнати и кои формираа своја пратеничка група, сепак на крајот ќе се одважат да не присуствуваат, но и да не гласаат на овој велепредавнички чин. Но ете, се случи тоа што се случи, сепак сценариото сила беше така добро смислено и така прецизно дефинирано да мислам дека немаше простор за било каква, би рекла, било какво изненадување или некакви други процеси кои што би биле поврзани со ширење на некаков патриотизам или чувство за припадност на македонските пратеници во тој момент. Но мислам дека од вчера битката допрва почнува во Република Македонија. Македонците не смеат во овој момент ниту да паднат со духот, ниту да паднат со моралот. Дата и правото на наша страна. Правото на самоопределување е лично, неотуѓиво и никој не може да ни го одземе, освен ние сами ако не се откажеме од него. Правото исто така да припаѓаме на одредена етничка група, но и да имаме свој национален идентитет, своја национална припадност, но и своје национално достоинство, исто така се лични, неотуѓиви права, кои исто така никој не може да ни ги одземе, освен самите ако не се откажеме од нив. Така што мислам дека битката за Македонија, за националната припадност, за дефинирањето, би рекла, на нашите идни чикори допрва почнува, и од тука очекувам и од диаспората, од сите загрижени македонци кои што се надвор од Република Македонија да ни помогнат во ова, би рекла, драматична состојба и едноставно да ни помогнат, но и да се приклучат кон нашата битка за остварување на нашите лични права. Бидејќи јас секогаш велам дека ова политичко сценарио кое што ни беше наметнато од страна на една голема сила, а гледаме вчера е тушно поддржано и од сите актуелни политичари и во Европската унија и во НАТО, е политика која што е нивна, или политички чекори кои што беа дефинирани од таа сила. Оваа велепредавничка политика не е наша.
И ние мораме тоа да го докажеме и мораме да го говориме секаде, во сите центри на одлучување. Јас би рекла во секое семејство во светот дека оваа битка не, односно оваа битка е наша, македонска, и дека оваа велепредавничка политика ние не ја прифаќаме. И во тој контекст јас пред неколку предвадена ја објавив на Facebook индивидуалната тужба на секој поединец, на секој кој што се чувствува македонец по род и по душа и по срце, да ја тужбата на Република Македонија заради тоа што најнапред го сполучи тој велепредавнички преспански договор, но и со него заедно и со вчерашниот велепредавнички чин ни ги повреди нашите лични права, кои повторно ќе кажам се лични, неотуѓиви и неприкосновени. Значи ниту една власт, ниту ова во Македонија, ниту она од друга право да ни ги повредува нашите лични права. Оттаму ги повикувам и упатувам еден апел од Скопје до сите македонци кои што живеат надвор да ни се приклучат масовно на оваа тужба, која што има на мојата Facebook страница. Единствено што треба да направат е да ја симнат од неа, да си ги внесат своите лични податоци. Сите останати работи се условно покриени, 1200 денари ќе бидат покриени од исто така од луѓе од диаспората. Копија од уверение или копија од лична карта или копија од пасош што имаат валидно, заедно со тужбата да ја припратат до некој што е во Македонија, некој нивен роднина или пријател, затоа што искрено не верувам на поштата, може да има некои малврзации околу поштенското праќање и така натаму, така што е подобро лично да дојде човекот што ќе ни ја предаде тужбата на адресата која што е наведена на мојата Facebook страна и масовно со илјадници тужби да се спротивставиме на оваа велепредавничка политика. Ова е потребно затоа што мораме да го изодиме националниот судски процес за да стигнеме до Страсбург, каде што јас сум сигурна дека многу од прашањата ќе бидат разгледани на еден објективен начин, меѓутоа и со примена на сите меѓународни документи и таму мислам дека сигурно ќе ја добиеме битката, но битката се води и во Обединетите нации, во органите на Обединетите нации, каде што една група македонци патриоти покренуваат исто така постапка за заштита на нашите човекови права. Значи, цела оваа, би рекла, правна борба ќе се води на две нивоа и јас со Господ напред, но и со правничко знаење, сум сигурна дека ќе ја добием. Може би патот ќе биде тежок, трнлив, но на крајот целта ќе ја постигнеме, бидејќи јас сум убедена дека човековите права со основниот чувствуваат на секоја една нормална демократска држава, но и основна вредност на меѓународниот поредок. Ако немаме човекови права, ние немаме, и ако немаме заштита од меѓународните документи за заштита на човековите права, ние практично немаме ниту демократија, ниту цивилизирана рекла состојба, каде што ќе бидат казнати сите оние кои што не ги дете права. Значи, главата горе, јас велам секогаш со разум до максимум, мислам дека битката доброва почнува, но во овој момент на здравото национално ткиво да се обедини, да се здружиме, да се сплотиме сите македонци заедно. И тие што сме во Македонија, но и тие што се надвор, и само така организирано бидеме ова велепредавничка одродена власт и да ја симнеме од власт. Бидејќи во овој момент, не знам дали слушнавте вчера, почнаа и апсења, почна и притисоци, закани, уцени врз фамилии, врз луѓе кои што се на протестите. Значи, буквално ќе се проведува, би рекла, една масовна насилна политика да се спречи македонецот да излезе да си го каже своето мислење. Токму затоа мора да побараме подршка од целиот оној здраворазумен свет кој ќе застане не свати, ќе ја процени тежината на состојбата во која што се наоѓаме, бидејќи во Македонија ниту владее правото, ниту владее демократијата, ниту имаме човекови, имаме тотална окупација. И таа окупација е како од внатре, од народени сили, така и од надвор. И ние мораме оваа состојба објективно да им ја презентираме на разумни сили во светот, кои што ќе наразберат и ќе ни помогнат во оваа битка за човекови права пред се, но и битка за спас на држава, затоа што државата ни е комплетно срушена.
Ние немаме веќе поредок кој што здраворазумски размислува, немаме институции кои се нормални, се е под уцена, се е под закана, се е под притисок, се е под некакви закани или за повторно кривично гонење и така натаму, токму и затоа и СВО беше основано за да се направи притисок врз пратениците. Сега целото сценарио веќе го видовме. Јасно ни е зошто беше формирано специјалното јавно обвинителство, јасно ни е зошто оваа власт дојде вака како што дојде, со пишење на деловник. Јасно ни е сега зошто е ставен Талат Џафери за претседател на собрание, јасно е зошто е ставен Заев за претседател на влада, све е јасно. Но сега со разум треба целава оваа работа да објасниме таму каде што можеме да допреме. Значи, не до оние сили кои ги подржаа вчера, туку до некои други сили кои што ќе не разберат на објективен, на праведен начин и ќе ни помогнат во оваа битка за остварување на нашите човекови права, бидејќи во овој момент ние како македонци апсолутно немаме веќе права гарантирани со сите меѓународни европски документи за заштита на човековите права. Господја Каракамишева, напомнавте дека немате поверение во поштата. Во моментот додека разговарате, ми текна една идеја, доколку е прифатена и доколку е можно, дали овие тужби кои што ги имате на вашиот Facebook и може да се симнат и да се испечатат, дали можат нашите слушатели, нашите иселеници кои што живеат во диаспората да ви ги испратат до вас или пак до некоја личност по електронска пишена со подпис, кој подпис ќе биде заверен дека тој подпис е лично од човекот кој што ја поднесува тужбата пред мировен судија овде во Сиднеј и со уплатница од 1200 денари, како што самите рековте, или пак донација за повеќе, заради тоа што верувам дека трошковите понатака ќе бидат поголеми. Дали може да се организира по електронска пошта да ви ги испратат до вас или пак до некое си тело сите оние тужби кои што можат нашите да ги достават до тужба против оваа власт? Значи, Јон, секоја можност за организација, мислам дека е добродојдена. Најдобро би било во овој момент, може би да се организирате вие таму, па никако да се повторно да се договориме што како. Може би, ја пак ќе кажам, најдобро е никој од тука, од пријатели или роднини на македонците кои што живеат надвор да дојдат на адресата која што е запишана, за да можеме да се договориме што и како понатаму, затоа што јас лично не верувам во поштата, затоа што сега буквално е следен секој мој движење, секоја моја постапка и така натаму действување, можно е да и намерно се тргаат тужбите кои што ќе стигнуваат на адресата, така што најдобро е доколку нашите иселеници имаат пријатели, роднини, да ги ополномоштат или да им дадат дозвола да личните податоци ги внесат во нивно име, а потоа за адвокатските постапувања и така натаму ќе мораме тоа што полномошно да го регулираме, затоа што секој адвокат што ќе застапува интересите на нашите граѓани кои што живеат надвор ќе мора да добијат полномошно. Така што сето тоа ќе биде дополнително, би рекла, почне судската постапка. Сега за сега најдобро е секој од нашите иселеници имаат пријател, имаат роднина во Македонија, нека му кажат на тој роднина да ја донесе таа тужба во просторијата која што е наведена на Facebook и на тој начин да тргнеме со процесот. Значи да не ги комплицираме работите со мировни суди и така надаму, затоа што тоа само дополнително ќе ни го одвлече вниманието, но и ќе ни земе многу време. Во овој момент најважно е да добиеме што е можно повеќе тужби за да можеме да ги испратиме во судот. Господја Каракамишева, еден пријател, еден роднина може тоа да се договори, да. Зошто тоа го реков пред малку, имајќи во предвид дека голем е делот на нашите иселеници кои што имаат своји роднини во пријатели, меѓутоа кои што застанале заедно со Зоран Заев. Ако се во родбинска врска, тие се на спротивната страна и ако побараат од неговиот роднина тоа да го направи, тој со сигурност тоа нема да го направи, нема да ви ги достави тие нема да ви ја достави таа тужба.
Па белки не се сите такви што застанале за Зоран Заев. Да се верува дека не се. Дека малце сме прескептични во таа проценка. Јас верувам дека има голем дел од пријатели роднини кои не се застанале за Зоран Заев, така што има таков простор, затоа што знаете, секое одолговлекување на праќање преку повторно е тоа врзано со пошта и повторно тоа е врзано со, да кажам, еден подолг процес на и така натаму. Најелегантно решение е ова што ви го кажувам, затоа што мислам дека на тој начин брзо ќе делуваме, а сега во овој момент не е многу важна брзината на делување. Ни видовте како изгласа вчера, иако нели имаше наводно препирање 2 дена и така натаму, сепак работите одеа многу брзо, многу гладко, гледавме, немаше никакви ни дискусии, ни едноставно се гласаше на брзина и се брза и на сценаристот и на режисерот за да се јавила спровали државата во НАТО, не така како што тој се го замислила, но во овој момент нас фокусот треба да ни биде во брзото делување пред судовите, затоа што е можно побрзо да стигне тужбата до, би рекла, полн погодок. Така што јас верувам дека може да се најдат еден човек кој што би доставил тужби во име на повеќе наши сонародници и сограѓани. Добро, дај да проговориме малку околу трошоците. Рековте дека судскиот трошок, судската такса е околу 1200 денари, што не е некоја голема сума на пари, може би голема за оние кои што се во Македонија и немаат, што се вика, од ден на ден се крпат, и вие го објаснате тоа на кој начин таквите трошоци ќе бидат покриени. Меѓутоа, кога ќе се оди понатака по судови, овие судски трошкови ќе бидат многу големи. И вие, колку што знам дека побаравте и помош од македонската диаспора, доколку се во можност нашинците да помогнат преку донации. Каде да ги уплатиме тие донации? Дали имате на вашата страна некаде каде што може да се уплатат тие донации? Не. Значи, Јон, вака, судските такси се 1200 денари и бидејќи се работи за барање до судот да се изнесе, да практично да утврди време на мерка, тоа значи дека ќе има две постапки. Секој граѓанин кој што ќе ангажираме адвокат, нели, за застапување, тоа е отприлика 3000 денари порочишта. Меѓутоа, јас во интерес на транспарентност и во потребени парите на нашинците кои што се надвор, кои што евентуално би собирале за таа цел, дадов едно многу практично решение. Ќе се утврдат точно неколку адвокати кои што ќе ги застапуваат, живеат надвор. Исплаќањето би одело директно со тие адвокати. Јас не сакам да имам никаков контакт со пари, затоа што мислам дека така е најкоректно и најфер. Исто така, јас ги замолувам сите оние адвокати кои што ќе бидат вклучени во овој процес, дури и они самите да го направат тоа како подарок, како поклон, значи услугата да не ја плаќаат, со тоа што јас сум сигурна дека УЈП ќе има сега засилена контрола и надзор врз адвокатите кои што ќе ги застапуваат нашите луѓе, така што тие и да дури и да имаат поклон да дадат, да без пари тоа да го прават, сепак ќе мора да платат данок на државата. Јас се распрашав, значи по едно рочиште најмалата такса на адвокатот е 3000 денари. Тоа значи дури и да се откаже од парите 3000 денари, ќе мора 300 денари да плати на државата како данок. И тука ќе најдеме, јас се надевам дека ќе најдеме патриоти адвокати кои тоа ќе го прават без пари, само треба да се подмери 300 денари данокот нели на државата, бидејќи пак ќе кажам ќе бидат под засилен надзор сите овие адвокати кои што ќе го прават тоа. Доколку не успееме да најдеме такви патриоти адвокати, во тој случај тие трошоци директно ќе се плаќаат на адвокатите, значи јас не сакам да имам никаква врска со пари. И во таа смисла ќе ги определиме, ќе ги назначиме луѓето, дури ако има некој човек кој што си познава свој адвокат, може да си го ополномошти тој човек, значи тој адвокат да го брани пред суд. А во однос на судските такси, исто така сме договорени со одредени центри во диаспората, да и они исто така ги платат, само да им дадеме име и презиме и матични броеви на поднеса тужби, директно парите да одат на судот. Значи да нема повторно никаков контакт со странски пари.
Тоа е една одлична идеја и навистина верувам јас дека ќе се најдат патриоти, адвокати кои што ќе ги застапуваат нашинците во Македонија и нашинците од диаспората. Господја Каракамишева, вие најавивте дека ова е првиот чекор каде што барате правда пред домашните судови, меѓутоа имајќи во предвид како домашното судство е клекнато на колена под стегите на СЈО, што понатака, каде ќе се обратите понатака, во странство, во Страсбург? Да, јас кажав дека Страсбург е следната дестинација, но ние мораме да ги изодиме сите национални судови во државата, значи првостепениот, второстепениот, за да стигнеме до Страсбург. Таква е процедурата, но исто така заборавив да кажам дека едновремено дадовме и барање за заштита на нашето право на недискриминација, односно правото на еднаквост, но и слободата на мислата, определувањето, изразувањето и така натаму, особено на нашата национална припадност, и таа и пред Уставниот суд на Република Македонија. Јас сум свесна дека во овој момент судовите, Уставниот суд е под целосна контрола на ЗАЕФ и на ова одродена власт, но ние мораме да се бориме, мораме да ставиме трак, дека сме покажале незадоволство и дека сме револтирани од оваа политика. Замислете да не покажеме ништо, едноставно да се стоиме настрана и да кажеме па така требало да биде, Господ така рекол, оваа власт е семокина и така натаму, и не покажеме никаков револт. Тоа значи дека ние даваме премолчна согласност се ова што се случува да се случи. Токму затоа јас повикувам на масовност, повикувам да дадеме една најголема досега масовност за тужење на оваа власт, одекне и во медиумите, ќе одекне и надвор, дека македонците не се согласни со ова се што им се прави. И колку и да не веруваме во националните судови, колку и да не веруваме во националните органи, ние мораме таа постапка да ја изодиме тука, дома, за да можеме потоа гласноста да ја добиеме во Страсбург. И пак ќе кажат сите што се песимисти, ама Тања професорке и судиите во Страсбург се под влијание на националните политики, гледате што прават. Точно да, но политиката е менлива и минлива работа. Денеска може би се овие на власт, кои што се и во Европска Унија, но веќе во мај имаме нови избори во Европска Унија. Имаме големи преместувања, би рекла тектонски пореметувања ќе има во структурите на органите на Европската Унија. Нема да биде се исто. И ако ние не започнеме борбата од сега, ние можеби ќе задоцнеме да го пранесерот до политичките партии во другите земји, да видат дека има масовно незадоволство. А нема друг начин, верувајте, улиците се еден од начините како да го изразиме нашиот револт и нашето незадоволство. Но правната борба е многу важна. Правната борба можеби е и клучна, круцијална во овој момент, затоа што сите држави, без разлика колку се недемократски, зборуваат за човекови права. Така, значи сите се повикуваат на меѓународните документи, сите се повикуваат на владење на право. Па од уста не го вадат владењето на правото. Ако е така, ние со нивниот камен, по нивна глава, да кажеме дека во овој момент во Македонија не само што не постои владење на право, не само што не постојат човекови права, нити некаква заштита, туку ние сме буквално окупирани од некои странски интереси и од ова од народна власт, и дека ние бараме спас, чаре бараме во правото и во правдината. И ние мораме да го сватиме тоа, дека во овој момент секоја поднесена тужба е тужба во интерес на Македонија. Македонците кои што сакаат да се справат со ова лудило, да се справат со ова политичко силување кое ни се прави на изминатите неколку години, но сега кулминираше во делот на уставни измени, и лудилото допрва почнува. Ние сега ќе бидеме принудени да менуваме документи, ќе бидеме принудени тоа се да го правиме на наш трошок, но и ќе бидеме принудени спротивно од нашата лична волја, ќе не прикрстуваат дека сме некакви северни македонци или дека сме некакви граѓани на Северна Република Македонија. Мене тоа не можам, јас тој момент не можам да го процесуирам, не можам да го сварам. Затоа што е тоа контра мојата определба, контра мојот личен интегритет.
и моето лично достоинство. И ние мораме тоа да го разбираме час поскоро. Што е можно поскоро да разбираме дека ние мораме да се бориме. Борбата може да биде по улици, но вистинската борба е правната борба. Секако и политичката борба е тука многу важна, да направиме притисок врз власта да смени, да идеме на предвременни парламентарни избори, тоа секако. Но гледајте што вели Заев. Јас не размислувам за предвременни парламентарни избори. Нормално е. Тој е сега укотвен на власт, тој сега има максимална подршка од Западот, има максимална подршка од овие гарнитури на Европската Унија, кои што ќе бидат сменети многу брзо, но додека не се смени, ние мораме да делуваме правно. Немаме друга борба, немаме друг начин. Јас не прифаќам насилно менување, да земеме сега да се тепаме, браќа со браќа. Тоа не можам да го прифатам. Во 21 век, во една цивилизирана состојба, ние не можеме да си ги мериме силите по улиците, но можеме култивирано на еден достоинствен начин да си ги избориме за нашите права. Бидејќи тоа пред се си го ветуваме како аманет сами пред себе, го ветуваме како аманет на своите деца, но го ветуваме како аманет и на нашата мајка. Ние немаме резервна татковина. Господе Каракамишева, вие спомнавте во неколку наврати улична демократија. Уличната демократија во изминативе неколку недели покажа дека е неуспешна. Се надевам дека правнава демократија за која што сега говориме ќе биде поуспешна. Кои се вашите очекувања? Со колкава бројка ќе бидете задоволни доколку се пријават нашите да поднесат кривични пријави против оваа власт? Значи, кривичните пријави се друга работа и тие се веќе се процесирани во обвинителството. Меѓутоа, повторно ќе кажам, обвинителството во моментов е по целосна контрола на Заев и тука нема многу чаре, но околу бројката, јас немам некаков максимален лимит. Што е можно повеќе? Во тоа што е можно повеќе, мислам на илјадници граѓански тужби. И секојдневно ми доаѓаат прашања, нели можеме да направиме една колективна тужба. Целта да се направи една колективна тужба. Целта е да се покаже дека секој граѓанин, секој македонец е незадоволен, е револтиран и сака да ја тужи оваа власт. Тоа е целта, затоа велам индивидуалните тужби се многу помокни. Затоа што ние можеме со еден удар да ги удриме, но подобро е кога удираме со повеќе удар. И колку е помасовна оваа идеја, колку помасовно дојде до судот, толку ќе имаме поголем успех. И јас затоа верувам дека ова е еден од најуспешните начини како да се справиме со оваа наметната власт, од народна власт. Во однос на уличната демократија, цело ова е сценарио спакувано од страна на сценаристот. Значи, тие уличната демократија успешно во 2017 година ја менаџира. Ја исцрпија силата на македонците. Ние бевме 70 дена по улиците. Ние бевме толку масовно по улиците, значи имаше последниот собор беше околу 5-60 луѓе кога дојде хан во собранието. Значи тие буквално ја исцицаа целата енергија пред време. Македонците да едноставно се откажат веќе и да кажат ма што ова и улици и митинзи и протести и така натаму нема ефект. Значи тие буквално со памукче ние собира крвта, ние издишуваа енергијата, граѓанската енергија и тоа беше све испланирано. Све направено со тактика и со план. И затоа сега нема ефект. Втор момент ги испозатворија невини луѓе, ги обвинија за тероризам невини луѓе. Сега точно се виде зошто тие беа затворени. За да се исплаши народот. И ова пак ќе кажам СЈО, не е воопшто некаква правна или правен орган или орган кој што е наменет да дели правда. Не, напротив, тој е соучесник во цело ова македонско сценарио за разнебитување на државата.
И тоа беше намерно направено за да се исплашат и пратениците, да се уценат, со уцени, со сакани, со директни притисоци, со притвори, со обвиненија кои не држат вода и ќе се докаже на крајот дека тоа обвинителство е практично политичка алатка на сценаристот со цел да заплашат луѓето, да се стават под клинч, да се стават под страв. Но во едноидно време, во една идна власт, кога све ова ќе се смагла ќе се дигне, ќе се докаже дека ниту тие бомби биле докази, ниту бомбите може да бидат легални докази во постапката, тоа многу добро го знаат и странскиот сценарист и сите други западни демократии, но сега така чини да се кријат и да си го тераат филмот, затоа што имаат некоја друга своја личен интерес, има други лични сценарија и така натаму. Значи, ќе се докаже дека се ова е така добро смислено за да се уцени и да се клекне македонскиот народ и да се прифати секој ултиматум, секоја буквално изнудена акција. Господја Каракабишева, само горда што не успеа референдумот на 30 септември и практично ние не се само поништивме. Не поништија 81 пратеник, кои не се наши пратеници. Јас од вчера веќе тие пратеници не се мои пратеници. Господја Каракамишева, некога добро се тоа вие го објаснивте и верувам дека ова што се случи минатата ноќ ќе биде како еден отрезнувач на сите македонци, без разлика каде и да живеат во Македонија и во диаспората, и ќе се јават на ова ваша иницијатива и бројот ќе биде поголем. Пред крајов, само затоа што немаме многу време, да кажа би тоа дека да не ми тежи на срцето, дека малобројноста на излезеност на овие протести исто така беше и неединството и неслогата помеѓу лидерите на опозиционите партии, како и оние кои што повикуваа на бойкот, затоа што многу често можеше да се слушне плукање едни према друг и малата бројка на излезеност допринесе, односно негативно влијаеше врз намерата која што сакаше да се постигне. И за на крај, доколку ова сакате да го поврзете и со она најава на лидерот на ВМРО Допавна е Христијан Мицковски за предвремени парламентарни избори заедно со председателските, едно ваше размислување и видување на сето ова, меѓутоа да не биде многу долго? Да, значи дел од сценариото е токму тоа, да се разнебите и опозицијата. Да почнеме да се кошкаме меѓу себе. Македонците да се обвинуваат дека се виновни. Едните со други, на очи, што би рекол народот. Тоа е сценариото. И оние што го сватија, оние што не го сватија за жал. И понатака тераат со таа агенда. Мораме да сватиме дека и во опозицијата има вметнати некои удбашки структури кои не сакаат или работат во интерес на тоа да македонците не се можат, или да македонците се караат, или да македонците се деструктивни едни кон други. Затоа што одработуваат странското сценарио. И јас затоа велам, во овој период веќе ни е многу јасно кој е здравото ткиво на македонскиот народ, а кој е она гнилото ткиво кое што многу брзо ќе биде фрлено како неупотребливо ѓубре. И токму тоа здраво ткиво, јас го повикувам, а ние меѓу себе точно знаеме кои сме тие, го повикувам да се обединиме, заедно да се сплотиме, како еден. Буквално да чукаме како едно срце. Во интерес на македонецот, во интерес на Македонија. Бидејќи тоа здраво ткиво, јас велам дека ќе ја понесе новата битка за Македонија и за враќање на состојбата на онаа претходна состојба пред вчерашното велепредавничко гласање. Тоа здраво ткиво мора да се обедини и да направиме план за акција. Под еден, да се обединиме околу поништување на Преспанскиот договор, да се обединиме околу поништување на договорот од Бугарија или со Бугарија, да се обединиме околу поништување на уставните измени и околу се она што преднички чин. Значи има многу други активности кои што исто така се во содейство со овој велепредавнички чин. Мораме да ги надминеме изборните нерегуларности. Мораме да го казниме секој оној соучесник или сторител на кривично дело во изборен криминал. Ние не можеме, не смееме да се дозволиме како македонци да идеме на нова
на нов изборен колеж. Ние на референдумот видовме како се полнат, крвнички се полнат кутиите од страна на албанскиот политички блок. И тоа не беше казнето. Се гласаше буквално на секунди. И ние тоа го имаме документирано. Кој нас ќе ни гарантира утре и да излеземе на председателски избори, дека таа криминална машинерија на полнење на гласачки кутии? Колку што ние македонците можеме да излеземе, толку они може да наполнат кутии. И јас затоа инсистирам, прво и основно барање на опозицијата до ОПСЕ, до Советот на Европа, до сите оние релевантни чинители кои што учествуваат во мониторирање најнапред да ги повикаат властите да се решат изборните криминали од референдумот, но и од локалните избори. Бидејќи ние видовме многу изборни криминали и на локалните избори. Без таква судска разрешница и казнување на сите оние членови на изборната администрација кои беа вклучени во тие криминали, не можеме да очекуваме фери демократски избори. Нема фери демократски избори во услови кога власта ти е 100% освоена од страна на СДС и ТУИ и кога тие ги контролираат сите можни полуги и избирачки одбори, и изборни комисии, и државна изборна комисија. Нема начин како ние да дојдеме до фери демократски резултат во услови кога имаме 100% би рекла криминални процеси организирани од страна на оваа криминална власт. Затоа, како ултиматум би рекла, би било прво да се разрешат на итен начин, по судски пат, сите изборни криминали за кои што се има докази и за кои што веќе се под кривични пријави. Знаете што значи 200 кривични пријави? Тие да се процесуираат и да се завршат. Втор момент, доколку се одлучи опозицијата дека е време предвремени парламентарни избори, да се гарантираат истите услови како што беа и за изборите 2016, значи пржинска влада. Иако верувајте дека јас се сомневам дека оваа власт та влада како модел, затоа што тие имаат 61 пратеник, може да го сменат законот за влада во секој момент и да ги вратат правилата стари пред пржинската влада. Значи имаат механизми и ја мислам дека овие ќе бидат сурови, овие како што дојдоа на населен пат, така и ќе владеат, населно владеат. Оваа гарнитура нема капацитет на демократска власт, на демократски естаблишмент. Оваа гарнитура е таква каква што е. Сите ја знаеме. Така што мораме да се обединиме во опозицијата, да направиме стратегија, план, акција за делување сега и веднаш и да ги почитуваме околностите на теренот. Бидејќи околностите на теренот упатуваат на фактот дека ние сме соочени со еден криминален политички субјект или неколку политички субјекти кои на криминален начин ќе ги местат сите наредни избори, сите наредни изборни процеси. И не смееме да дозволиме како опозиција да им се ставиме во устата на криминалците, со нивни правила, со нивна изборна администрација, со нивни судови, со нивни јавни обвинители. На што би личеле ние? Дали сме ние жртва на јагне? Господја Каракамишева, тука да го прекинеме разговорот, навистина ви благодариме, ние ви ветуваме дека ќе направиме се што можеме да продолжиме да ги информираме нашите македонци без разлика каде и да се. Впрочем, можеме и да преземеме еден друг малку понапреден чекор, да ние испечатиме сите тие тужби и да ги оставиме на неколку пунктови каде што нашиот иселеник овде во Сиднеј ќе може да појде да ги земе готови испечатени, на него е само да ги потполни и да ги испрати до неговите роднини пријатели. Тоа ви го ветуваме и се надевам дека ќе биде успешно. Јас би ве замолила да помогнете во овој процес, бидејќи навистина се работи за Македонија. Се ова што се прави е една патриотска акција која што е навистина од душа и од срце и се надевам дека само со помош на нашите иселеници ќе успееме да ја извојуваме оваа битка. Во спротивност навистина не гледам друго чаре. Во моментот
навистина не сум паметна да кажам друга опција или друг излез. Ви благодарам од напред за укажаната доверба, но и за желбата да бидеме сплотени заедно. Така, ви благодариме за учеството во Македонски корени, да успеете во намерата да делуваме сложно како македонски народ и што поскоро да се организира оваа идеја, да се спроведи без пречки судската разрешница. Многу успех, да дотраете и секако желба да се слушнеме повторно овде на Македонски корени. Се најдобро и до слушање, доктор Каракамишева. Пријатно. Ви благодарам, до слушање. До слушање.